Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Каква подршка нудат институциите на државата, а какви се потребите на бизнисот, особено на иселениците кои сакаат да инвестираат во татковината, беа во фокусот на првиот бизнис форум што се одржа во организација на општината Македонска Каменица. Иселениците, но и актуелните бизнис актери се важни чинители на економскиот раст за малата општина, па во функција на зголемување на тој раст беше и организацијата на овој форум. Дел од иселениците дојдоа не само да се информираат, туку и да ги забрзаат своите почнати инвестиции. Меѓу нив и Игор Ристовски, кој од Каменичкото до Оровци веќе 14 години е во Италија. Во родното село инвестирал во насади во лешници, лозија и сина слива, а најави изголемување на површините. Имаме насадено лешници, имаме насадено сина слива, нешто и лози имаме насадено. Моментално многу е тешко и тука, што немаме вода за да го навадиме. Значи, за некој си ден што температурата што нема да врнежи, ние моментално се трудиме колку можеме, ама многу е тешко. Ристовски е само еден од над 1300 иселеници кои заминале во некои од европските земји. Дел од нив, како што покажала анкетата на невладината организација Надеж, се заинтересирани да инвестираат со поддршка на државата. Меѓутоа, како што вели Владко Ситновски, наишле на административни пречки. Нема фокус кон деинтеграција на иселеници. Значи, мерките се сконцентрирани на лицата кои што се невработени тука кај нас. Втората некоја забелешка беше од страна на иселениците, значи тоа е препораката, значи може во нареден период дел од мерките да бидат фокусирани и кон иселениците, значи за фирма која што ќе вработи иселеник, која што ќе врати некој млад од странство, да го продолжи неговиот живот тука. Сите ги знаеме ке нас причините тука во Источна Македонија зошто луѓето си одат. Треба да ги најдеме можностите како те да се вратат. Другото беше према агенцијата за вработување, голем дел од мерките се долготрајни. И им представува проблем на луѓето, значи да аплицираат за самите нив, иако тие си иселеници. Голем дел од нив не ни знаеа за мерките. Една од препораките беше дали може истото се односи и за фондов за иновации, и за агенција за Министерство за земјоделство. Една од препораките што самите ја кажа дали ќе може да се аплицира во амбасадите. Такви се програмите и мерките кои ги нуди Агенцијата за вработување, која оваа година работи по план од 1 милиарда и 300 милиони денари. Виолета Стојановиќ вели дека владае голем интерес за нивните мерки, но се работи на комплетна дигитализација на постапките, што ќе може да им олесни и на иселениците, кои во момент на објавување на овие мерки не се во државата. Откако беше објавен јавниот повик, целиот предвиден значи број на лицата 1070 лица и сумата на средства кои што беа предвидени, се апликантите го пополнија за неполни 3 недели. Тоа можам да кажам позитивно, бидејќи значи информацијата за користењето на мерките навистина допрело до невработените лица, значи се постигнале успех во таа насока. Сигурно дека во предвидувањето на оперативниот план за идната година ќе бидат предвидени поголем средства кои што ќе поддржуваат оваа програма. Кога еднаш младите ќе заминат од земјата, дома остануваат повозрасните, нивните родители, кои со текот на времето имаат потреба од грижа. Во регионот има само еден дом за стари лица, кој не може да ги прими сите кои имаат потреба од згрижување. Овој проблем го знае и градоначалничката Сонја Стаменкова, која одамна го детектирала. Меѓутоа, како што вели, некој да дојде и кофа пари да истори, дом за сега не може да се гради. Најексплоатирана тема и додека не бев градоначалник, сега како градоначалник е отварањето на дом за стари лица. Меѓутоа, за жал, досега некој вреќа пари да истуреше, немаше каде да му речеме, ево овде имате маркица, имате намена каде што можете тоа да го изградите, а имаме заинтересирани кои што сакаат да инвестираат во тој дел. Затоа, како локална самоуправа го детектиравме тој проблем и во планот за село Цера и село Дулица, кој што е во финална фаза и до крајот на годината треба да биде донесен. За жал, требаше да биде донесен до 30
Јуни, меѓутоа од објективни причини, затоа што се работи за проект на Источно-Фланскиот регион, одредени општини има грешки во самата изработка на урбанистичките планови, до крајот на декември, значи треба да бидат донесени се предвидени маркици за старски домови, конкретно во село Цера, во близина на комплексот, манастирско-туристичкиот комплекс. Општината отвори канцеларија за поддршка на иселениците, а има отворен повик за сите заинтересирани да почнат бизнис. Стаменкова им порача на институциите, што почесто да ги посетуваат малите општини или ако може да отворат своји канцеларии во Македонска Каменица. Целта е што поголема отвореност на институциите, нивна организирана помош за бизнисот, а најави и нов проект. При незината посета на САД, од страна на агенцијата УСАИД е најавена можноста за отворање на канцеларија во Македонска Каменица за поддршка на стартап бизнеси. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk